Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување посветено на посланието до Филипјаните. Предходните две епизоди размислувавме за тоа што значи да се имаат истите мисли или истиот ум како Христос. Тоа беше повикот од Бог преку Павле до христијаните во Филипи, да му дозволат на Христос да живее преку нив и при тоа во нивните животи да биде очигледна понизноста како плод на Светиот Дух. Христос се понизи и дојде на овој свет. Иако е Бог, тој зеде човечко тело и дојде да ни се објави и да не спаси. Вечниот Бог ја напушти небесната слава и дојде на овој грешен свет. Свет полн со грешници кои одамна му го свртеа грбот. Кога дојде на овој свет, Бог не се роди во некоја голема и раскошна палата. Не се роди ниту во некоја најнормална соба, туку во штала. Замислете, Создателот на се што постои, се понизи и дојде во форма на мало бебе кое се роди под ист покрив со домашни животни. Но иако се роди во штала, верувам дека и таму беше пречекан со голема радост од страна на животните. Апостолот Павле вели дека тој се понизи и стана како еден од нас. Дојде да ни служи, а не за да му служиме. Векови пред да се роди, пророкот Исаија предскажа дека тој ќе биде потомок на Јесеј. Знаете, кога бев млад и се уште на почетокот од мојата проповедничка служба, често се прашував зошто во Библијата пишува: и ќе потера фиданка од Јесеевата пењушка, и стебло ќе израсне од нејзиниот корен. Зошто во овој стих се спомнува Јесеј, а не Давид? Години подоцна сватив дека причината за тоа е фактот што Јесеј беше обичен селанин, а Давид беше познат и голем цар. Кога Исаија вели дека Христос е фиданката од Јесеевата пењушка, мислам дека тоа се однесува на неговата улога како слуга во овој свет. Се разбира, во други делови од писмото Христос е представен како потомок на Давид, но не треба да го заборавиме и овој стих кој го цитирав пред малку. Тоа е добро потсетување дека кога дојде, Месијата се понизи и дојде да му служи на човечкиот род. Стих 8. Сам себе се понизи, послушен се до самата смрт, смрт на крст. Забележете како апостолот вели дека Христос сам се понизи, што значи дека немаше потреба некој друг да го понизува. За разлика од него, ние често имаме потреба да бидеме понизени од страна на Бог. Патем, сакам да разграничиме помеѓу понизување и понижување. Иако овие два збора се многу слични, сепак, нивното значење е сосем различно. Понизувањето се случува кога една личност ги признава своите гревови и слабости, кога не се смета себе си за подобро од другите или кога им дава предност на другите. Од друга страна, понижувањето се случува кога една личност е посрамена на еден или друг начин во присуство на други луѓе. Ке ви споделам еден пример за да го објаснам понижувањето. Пред многу години имав прилика да зборувам на една голема христијанска конференција. Во тоа време имаше едно непишано правило во однос на конференциите, а тоа е дека, кога некој говорник зборува, другите говорници треба да бидат присутни на бината, да седат и да го слушаат. Еден од говорниците на таа конференција беше личност која мислам дека не гледаше нас другите малку од високо. Например, тој секогаш доаѓаше облечен во кошула со артоврска и костум. За разлика од него, јас се облекував малку поопуштено и носев поло мајици за време на сесиите. Неколку пати забележав дека му смета, но не направив ништо во однос на тоа. Конференцијата се одржуваше на отворено и едно попладне пред да почне сесијата, надвор врнеше силен дожд. Кога почна сесијата, целата бина беше мокра и се лизгаше. Човекот за кој ви зборувам излезе на бината и бидејќи не беше внимателен, се лизна толку лошо, што нозете му летнаа нагоре во воздухот. Сите ние кои го видовме тоа почнавме силно да се смееме. Ако не дај Боже го скршеше вратот, сигурно немаше да се смееме.
Но со оглед на тоа што не се случи нешто толку трагично, се насмејавме без да чувствуваме каква било вино. Ова се случи пред стотици луѓе кои беа во публика во тој момент. Мислам дека никогаш во животот не сум видел некој да е толку понижен пред другите. Следната вечер, кога разговарав со него, на шега му реков: ќе биде интересно ако и вечерва ни го повториш акробатскиот потек од вчера. Тој ми рече: знам дека се посрамив пред голем број луѓе. Сваќате? Тој не се понизи, но на некој начин беше понижен. Апостолот Павле вели дека Христос беше послушен се до самата смрт. Смрт на крст. Смртта е дел од реалноста на овој свет, но не беше дел од Божиот првичен план за човештвото и светот кој го создаде. Затоа, кога сум на погреб и слушам како ближните на починатата личност велат дека телото во ковчегот изгледа многу среќно и убаво, јас си велам во себе: знам дека сакаат некако да се утешат во оваа ситуација, но нема ништо убаво во однос на смртта. Таа е резултат на гревот кој влезе во светот. Сакам да го запомните ова. Бог не го создаде човекот за да умира. Ние луѓето умираме поради гревот и поради нашите престапи. Смртта навлезе во светот поради престапот на една личност, а таа личност е Адам. Од тогаш наваму ние луѓето се раѓаме грешни, правиме гревови и ги трпиме последиците од гревот. Кога Господ Исус Христос дојде на оваа земја, тој во многу аспекти беше ист како нас, но не во се. Тој дојде за да умре на крстот. Ние доаѓаме на овој свет за да живееме. Јас сакам да живеам. Кога докторот ми кажа дека имам рак во телото, го молев Господ да ми даде можност да живеам уште многу години, за да бидам тука за и со семејството, а и да можам да продолжам да му служам и да ја поучувам Библијата. Благодарен сум на Бог што ме благослови со позитивен одговор на мојата молитва. За разлика од нас, Господ Исус Христос дојде на овој свет за да умре. Тој не мораше да умре, како што ние мораме да умреме, туку одлучи да умре на крстот на Голгота. Беше послушен се до самата смрт. Смрт на крст. Тој не мораше, но сакаше да го стори тоа. Знаете зошто? Поради мене и вас, за да ја плати казната за нашите гревови и да не спаси. Послушен се до самата смрт. Смрт на крст. Со други зборови, Павле вели дека Христос дојде на овој свет и беше послушен макар и што таа послушност подразбираше смртна казна. Во тоа време смртта на крст беше казна која Римската империја ја изрекуваше за оние кои беа сметани за големи криминалци, или пак за закана по редот и поредокот на самата империја. Се разбира, Христос не заслужи смртна казна, но сепак знаеше дека кога ќе дојде на овој свет, ќе му биде дадена и дека ќе мора да ја прифати и да се жртвува за наше спасение. Со тоа што своеволно ја прифати смртта на крст, Христос всушност ја прифати најпонижувачката казна во тоа време. Замислете, вечниот Бог ја напушти небесната слава, за да му биде изречена најпонижувачката смртна казна од страна на неговите созданија. Зошто го направи тоа? Поради другите, односно поради нас. Токму затоа и апостолот Павле не повикува да не се грижиме само за себе, туку и за другите. Христос дојде за да се жртвува за интересите на другите, самите нас, а и ние сме повикани да го следиме неговиот пример. Така што, кога Павле ни вели да ги имаме истите мисли како Христос, тој всушност не повикува да се стремиме кон понизност, која пак не можеме да ја имаме, ако не му дозволиме на Христос да живее преку нас. Со тоа ги завршуваме 7 дејствија кои се случија при Христовото отелотворување и смрт. Сега, и во следната епизода ќе размислуваме за 7 нешта кои се случија откако умре на крстот. Слушнете што пишува во стих 9. Па затоа и Бог го превозвиши. Тоа е главната цел на Бог Отецот. Исус Христос да биде превозвишен и прославен во вселената која самиот тој ја создаде. Неговата цел е Христос да биде прославен и на земјата помеѓу луѓето. Причината зошто на Бог му е важна оваа земја на која живееме е бидејќи ние сме созданија направени според неговиот лик,
И уште поважно, ова е местото на кое се случија смртта и воскресението на неговиот син Исус Христос. Денес научниците често знаат да кажат дека во споредба со Вселената, планетата Земја е како мало зрно песок на плажа. Па дури и да не постоеше, тоа немаше да направи голема разлика во функционирањето на Вселената. И тоа е навистина така. Бог можеше да ја создаде Вселената без при тоа да ја создава планетата Земја и секи си функционираше во најдобар ред. Но токму на оваа Земја, Бог ги создаде луѓето според неговиот лик и им ја даде да управуваат со неа. Затоа планетата Земја има голема важност. Иако луѓето се побунија против него и сакаа да го отфрлат неговиот авторитет, сепак Бог доволно ги сака за да им даде можност и прилика за помирување со него преку смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Продолжувам со читање на стих 9. И му даде име што е над секое име. Следен пат кога напразно ќе го изговорите Божиото име, размислете малку подобро што сте направиле и покајте се за тој греф. Ако ги изговарате зборовите Исусе, Господе или Боже, и притоа не размислувате за Создателот и Содржителот на се што постои, вие всушност напразно го изговарате неговото име. Ние живееме во општество во кое Божиото име секојдневно се користи напразно. Пуштате некој холивудски филм и ќе видите дека името Исус Христос постојано се хули и се користи во контекст на пцости. Но секој кој се смета себе си за христијанин треба да го почитува и слави тоа име, а не безпотребно да го користи во секојдневните разговори со луѓето. Забележете што пишува во стих 10. Та во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно. Врз основа на овој стих некои луѓе велат дека еден ден сите луѓе ќе се помират со Бог и ќе бидат спасени. Но тоа не е значењето на овој стих и таа идеја сигурно нема да ја сретнете во писмото. Поентата е дека дури и оние кои ќе одат во пеколот, ќе му се поклонат на Христос како на Господ. Тоа не значи помирување со него. Дури и во посланието до Колосјаните пишува дека преку својата крв Христос ги помири сите со себе. Но што значи сите? Дали тоа се однесува на секој човек, независно од неговата вера? Не. Тоа се однесува на сите кои веруваат во неговата смрт и воскресение и кои се надеваат на него. Помирувањето и спасението се само за оние кои веруваат во него и во ниеден случај за оние кои го одрекуваат. Павле вели дека секое колено ќе клекне пред него. Но тоа не е се. Слушнете што пишува во стих 11. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Отецот. Да се надоврзам на тоа што го кажав претходно. Овие стихови не ни кажуваат дека еден ден сите ќе го признаат Христос како Спасител и тој ќе ги спаси. Туку дека доаѓа моментот кога сите ќе признаат дека тој е Господ Бог и Создателот на се што постои. Мојот совет за вас е следниот. Поверувајте во него како во свој Спасител додека имате време да го направите тоа. Подобро е сега да го признаете како Господ и Спасител и да имате заедништво со него не само во овој живот, туку и низ вечноста. Отколку еден ден само да го признаете како Господ и да бидете во пеколот, вечно одвоени од него. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Се надевам дека сериозно ќе размислите за нештата кои ви ги спомнав во оваа епизода. Само да ве потсетам, се работи за вашата вечност. До следното наше проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram.
Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.